Вести на Канал 8. Добар ден. Намалување на средствата во буџетот на општина Кочани за оваа година ќе има со ребалансот што се предлага од општинската администрација. Според образложенијата, измените во финансискиот документ се потребни поради помалиот прилив од продажбата на градежно земјиште, како и заради балансирање на трансферите што се добиваат од државата. Буџетот на општина Кочани за оваа година на глобално ниво ќе се намали за нешто повеќе од 4% или за над 23 милиони денари во однос на планирањата. Намалувањето се однесува и на приходната и на расходната страна, при што во основниот буџет во делот на приходите единствено зголемување е регистрирано кај наплатата на доноците на имот, додека подфрлања има во полнењето на буџетот од продажба на градежни парцели. Исто така, на приходната страна ќе се направи намалување во однос на планирањето за 10 милиони денари од капиталните трансфери од државата. На седницата на Комисијата за финансии од општинската администрација рекоа дека намалените приходи во основниот буџет имале соодветно влијание врз реализацијата на планираните расходи за одредени инфраструктурни зафати. Меѓу нив ќе отпадне и најавеното започнување на постапката за изградба на кружниот тек кај двојниот мост во близина на гимназијата. Значително намалување на расходната страна имаме во програма уредување на градежно земјиште во општината. Тоа е општа програма за бетонирање, заштитни огради и други ставки. Овде имаме намалување од 5 милиони. Во изграда и реконструкција на улици и патишта имаме намалување од 10 милиони. Овде е од 17 милиони вкупно. Овде е планиран изградбата на кружен тек, бидејќи тоа е посложена постапка и уште е во тек. Нема да успееме да почне реализацијата од оваа година и затоа е намалена. Со ребалансот се предлага намалување на приходната страна во буџетот на општина Кочани во висина од над 5 милиони денари во делот на самофинансирање, а уште 4 милиони денари ќе бидат наменети за отплата на обврски за кредити. Опаѓањето на приливот на средства во однос на претходно планираната сума од општинската администрација го оправдуваа со неможноста да се објавуваат огласи за продажба на градежни парцели поради најавените распишувања на предвремени парламентарни избори. Инаку, предложениот ребаланс на буџетот ќе се најде на разгледување пред Советот на општината на седницата закажана за впеток. Нови вработувања ќе реализира општина Кочани во текот на наредниот месец. Огласот е веќе објавен и на неопределено време ќе бидат ангажирани 6 лица за извршување работни задачи што не бараат повисок степен на образование. Општина Кочани распиша оглас за вработување нови лица, со кои во редовен работен однос ќе бидат примени 6 работници. Огласот е објавен пред неколку дена и трае до почетокот на идната недела. Според описот на работните места и условите што треба да ги исполнуваат кандидатите, станува збор за ангажирање лица кои ќе извршуваат задачи од областа на помошните услуги и од безбедноста и заштитата при работа. Се бараат двајца извршители за работното место пожарникар-спасител, возач на специјално возило, и по еден извршител за работните задачи хигиеничар, возач, одржувач на објектите и опремата во собственост на општината и фотокопирант на материјали и техничка помош на администрацијата. За првите двајца, кои ќе работат во смени според распоредот во територијалната противпожарна единица, определена е нето плата од 15.200 денари, додека за останатите лица, чиј работен ангажман ќе биде од понеделник до петок во периодот од 8:30 до 16:30 часот, нето платата ќе изнесува по 13.350 денари. Кандидатите треба да имаат најмалку средно образование, со или без претходно работно искуство и да се македонски државјани. Сепак, она што е карактеристично во објавениот оглас е што дел од работните места биле предвидени за пополнување со годишниот план на општината за минатата година, додека за едно од местата стои дека тоа е предвидено со планот за 2018-та. Исто така, необично е што новите вработувања се реализираат во предизборен период, односно огласот е објавен на помалку од 100 дена пред закажаниот датум за предвремените парламентарни избори. Според Законот за спречување корупција, од донесувањето на одлуката за распишување избори, па се до завршувањето на изборите, не можат да се користат буџетски средства на државата и на општините. Во тој период не може да започне изградба на објекти во инфраструктурата, а иако во законските одредби не е децидно наведена забраната за нови вработувања,
Тоа се подразбира бидејќи се работи за можност за злоупотреба на буџетските средства. Доколку од локалната власт имаат оправдување дека не постои законска пречка за спроведување на огласот за внови вработувања, останува дилемата за етичноста на целата постапка, поради што во јавноста има впечаток дека новите вработувања се во предизборни цели. 24-годишно лице од Кочани заработи кривична пријава за силување старица. Како мерка на предпазливост на сторителот му е изречен притвор од 30 дена. Кривична пријава од полицијата заработи 24-годишниот МГ од Кочани за сторено кривично дело силување. Пријавата против него ја поднесе надворешната канцеларија за криминални работи од Кочани, откако по дојавата што била добиена во полициската станица е направен увид и констатирано е основано сомнение дека тој го извршил делото врз 79-годишна старица од Кочани. Осомниченото лице ноќта помеѓу 24 и 25 септември оваа година, откако ја отклучило влезната врата од куќата во која живеела оштетената жена, влегло внатре. Натрапникот забележал дека таа е сама, започнал да ја удира со тупаници во пределот на главата, брзо успеал да ја совлада, а потоа извршил обљуба над неа. По откривањето на сторителот и неговото приведување од страна на судија на претходна постапка, како превентивна мерка, одреден му е притвор од 30 дена. Инаку на територијата што ја покрива полициската станица од Кочани, за изминатите 12 месеци, ова е трета пријава за случај на сексуално злоставување, при што еднаш таков напад имаше и врз лице со душевни пречки во развојот. Второ место за екипата волонтери од Црвениот крст, ученици во Средното општинско училиште Лјупча Сантов на државниот надпревар по прва помош што се одржа во Кавадарци. Задоволни од успехот беа на прием кај директорот на училиштето Доне Донев, кој им посака поголеми успеси во иднина. По освоеното прво место на општински надпревар за укажување прва помош, екипата волонтери и ученици во Средното општинско училиште Лјупча Сантов учествуваа на 25-тиот државен надпревар по прва помош што се одржа годинава во Кавадарци. Во силна конкуренција од 27 екипи од целата држава, екипата на Лјупча Сантов го освои второто место. Надпреварот се одвиваше во неколку категории, односно во укажување на прва помош, дисеминација и забавен дел. Во делот на укажување прва помош имавме неколку пунктови каде што имаше манекени со исцртани повреди и наша цел беше да им кажеме прва помош и да ги симулираме истите. А во делот на дисеминација имаше општо нешто за Црвениот крст, за неговото создавање, за функциите како се во Црвениот крст, хиерархијата и слично. Прво место оваа година освои општинската организација ЧАИР. Ние бевме второ место, исто како и лани. Се надеваме дека наредната година ќе го освоиме првото место. Волонтерите учесници во надпреварот ги прими директорот на Средното општинско училиште Лјупча Сантов, Доне Донев, кој им се заблагодари за успешното представување на градот и училиштето на државно ниво и им посака поголеми успеси во иднина. Театарска представа под наслов "Приказна за една идеја" прикажаа младинците од општинската организација на Црвениот крст од Кочани, во која се опишани настанокот на Црвениот крст, Женевските конвенции и основните принципи. Представата е дел од програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, преку која со изработка на мали проекти им се помага на социјално загрозени семејства. Во рамките на националната програма на Црвен крст на Република Македонија, Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, проект кој што веќе 18 години се имплементира на територијата на Република Македонија. Младинците учат за културата како систем од вредности, како и промоција на мир, толеранција и интеракција меѓу културите. Програмата опфаќа обука на 1200 младинци од 13 до 17 години, кои добиваат унифицирана обука за изработка на мали проекти. Годинава се изработени 184 мали проекти, преку кои им е помогнато на близу 4000 социјално загрозени семејства. За таа цел, веќе 4 години наназад, во периодот од 21 до 27 септември, се одбележува неделата за промоција на хумани вредности, во која се вклучени и волонтерите од општинската организација на Црвениот крст од Кочани.
Оваа година во сите општински организации на Црвениот крст се организира театарска представа приказна за една идеја во која се опишани настанокот на Црвениот крст, Женевските конвенции и основните принципи. Театарската представа е всушност монодрама во која Андре Динан ретроспективно се навраќа на настанокот на Црвениот крст, а во неа исто така има вклучено и некои видеоинсерти во кои е прикажан целиот циклус за 2016 година. Со театарската представа и со одбележувањето на неделата за промоција на хуманите вредности, всушност завршува годинешниот проект. Следната година се продолжува со нов циклус на ПХВ, каде што нови 1200 младинци на територија на држава ќе изработуваат мали проекти. Местноста Бавчалук, која што во минатото представувала место за прошетки, сединки, забави и раѓање на љубови и дружби, повторно да заживее, е целта на организирање на музичко-литературниот перформанс Крстовденски ракувања, што се одржа за прв пат во Кочани. Повторно заживување на местноста Бавчалук е целта на граѓанската иницијатива со организирање на музичко-литературниот перформанс Крстовденски ракувања по повод празникот Крстовден. Оваа активност се организира прв пат во Кочани, токму на Крстовден, од причина што според традицијата од тој ден со песна започнувале гроздоберите, јаболкоберите, жетвата на уризот, собирањето на родот од другите земјоделски култури. Затоа и манифестацијата беше исполнета со музика, песни и игри. Бавчалук за граѓаните од Кочани е култно место. Тука во минатото имало многу дружби, многу љубови се раѓале тука, пријателства кои што и денес трајат. Ние се надеваме дека овие крстовденски ракувања ќе станат традиционално, затоа што во минатото се што започнувало на Крстовден било убаво и било трајно. Како најмлади учесници беа децата од фестивалот Музички бранови. Лични творби читаа роднокрајни автори, а музички numери исполни тамбурашкиот оркестар распеани Зарновјани од Зрновци. Со своји интерпретации се представи и Митко Димитров. Инаку, од оваа година па натаму граѓаните иницијатори за организирање на манифестацијата ветија дека и понатаму ќе продолжи ваквата активност со уште побогати содржини. Екопак хитот Кучани ја подржа и се приклучи кон најголемата екоакција Македонија без отпад 2016. За таа цел во сабота на 1 октомври акција се спроведува и во Кучани, која што ќе се одржи на локацијата кај градскиот Панаѓур. Друштвото за управување со пакување и отпад од пакување Екопак хит до Кочани ја подржа и се приклучи кон најголемата екоакција Македонија без отпад 2016, организирана од страна на Асоцијацијата за чиста животна средина Ајде Македонија. За таа цел акција се спроведува и во Кочани, која што ќе се одржи на 1 октомври сабота со почеток во 9 часот на локацијата кај градскиот Панаѓур. Кон акцијата се приклучи и Друштвото за производство, трговија и услуги Екопроект до Кочани. Акцијата има за цел да се намалат количините на несоодветно депонираниот отпад, како и развивање на свеста за правилно управување со отпадот и зачувување на животната средина. Здравата и чиста животна средина не е привилегија, туку одговорност на секој жител на Македонија, а со континуиран труд, акција и визија истата е возможна. Нашата земја во моментов се соочува со голем проблем кога станува збор за комуналниот отпад и неговото нерационално искористување. Ајде Македонија сонува и активно работи да ја види Македонија убава и еколошки освестена, а во тој контекст по повод големата национална акција за елиминација на отпадот преку проектот Македонија без отпад 2016 ги запознава граѓаните со планираните активности во акцијата и да ја подржат мисијата за чиста и зелена Македонија. Минатогодишната успешна акција за чистење диви депонии во Македонија во рамките на глобалната иницијатива да го исчистиме светот успеа да обедини 20.000 волонтери ширум земјава. Ајде Македонија чувствува огромно задоволство што оваа традиционална акција се организира по 5-ти пат, а годинава е поддржана од проектот на Швајцарската агенција за развој и соработка.
ова информацијата од спортот. Младите фудбалери на Фудбал Старс во последното коло од првенството во детската и регионалната лига имаа успешен настап во скоро сите категории. Помладите пионери и понатаму се без конкуренција и како и минатата година и ова се наоѓаат во врвот на табелата. Најмладите членови на екипата на Фудбал Старс и понатаму не знаат за пораз во настапите против своите врсници во регионалната лига за помлади пионери Североисточен регион. На надпреварот, што во рамки на петтото коло го одиграа на домашен терен против екипата на Ринија од Куманово, тие не му оставија можност на противникот да им ја загрози победата. Фудбалерите од генерацијата родени 2001 година со резултат 3:0 и понатаму се сигурни претенденти за освојување на првенството. Нивните постари колеги пак, родени 2000 година, против истоимената противничка екипа од Куманово беа нешто послаби и претрпеа пораз од 5:3. Во Југоисточната регионална лига фудбалерите од генерацијата 2003 се сретнаа со своите противници од силната екипа на Академија Постолов и одиграа нерешено 1:1. Екипите на Фудбал Старс, што се надпреваруваат во детската лига, забележаа убедливи победи против екипите на Зрновка. Генерацијата родена 2004 година победи со 8:1, а генерацијата 2006 исто така беше подобра и ги порази гостите од Зрновци со 7:3. Во Виница пак се одиграа надпреварите од Вардар лигата, во кои Фудбал Старс беше подобар од домакинот Плачковица. Екипата од генерацијата 2006 победи со 8:0, а генерацијата 2007 со 4:1. Надпреварот во Општинската лига не се одигра, бидејќи гостите од Грдовци не се појавија на теренот во Горни Подлог, каде Фудбал Старс игра како домакин. Со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.